е дека оној што е професор мора секогаш да биде заедно со учениците. Тоа е неговата работа. Тој треба секогаш да биде тони. А инаку, оваа енергија што овде се чувствува сега, се надевам дека ќе успее да пробие таа барикада на тој бастион на клубите таму што се вика Министерство за образование. Велам, само се вика, затоа што тоа не е Министерство за образование. Тоа е Министерство за диктатура. Тоа е Министерство кое што сака да си тера по свое, а не сака да размисли дека всушност образованието е дел од оние кои што се граѓани на ова општество, на овој град. И дека министерот, всушност, како и јас, како професор, живеем од тоа што некој граѓани плаќа даноци. И јас секојаш мора да бидам завртен кон тие од кој што сум платен, односно да се грижам за нивните деца, што во овој случај министерот не го прави, за жал. Се надевам дека конечно нешто од ова ќе допре и до него. Сигурно дека ги поддржувам и дека треба да се слуша и нивниот глас. Не може да се донесуваат закони ако не се слуша и нивното мислење. Тоа е апсолутно искуството го прави своето. Јас како наставник сигурно дека ги согледувам аномалиите во